Христос воскресна! Христос воскресна! Христос воскресна! Сите овие празници што ги празнуваме пред Великден и самиот Великден, Воскресението Христово, и се до Педесетница, 50 дена после Великден, се нарекуваат подвижни празници. Оние празници кои што не паѓаат на иста дата секоја година, туку се менува. Има начин како се пресметува, меѓутоа важно да знаеме дека постојат подвижни и неподвижни празници. Неподвижни се они кои што паѓаат секоја година на иста дата, како што е Божик и други празници. Така и денешниот празник, кој што е посветен и се нарекува преполовение, се наоѓа точно на пола време, на пола денови од помеѓу Воскресението Христово и Педесетница. Денеска се празнува самиот Господ Исус Христос како учител, како единствен кој што може да не научи и да ни даде живот вечен. Гледајте, вчера и завчера, овие денови, зборувавме, особено во неделата, кога беше посветена на оној расслабе, зборувавме за тоа како Христос го исцелил расслабениот, оној болен што не може да се движи, и кој што бил болен 38 години. Но видите сега овој момент. Господ ни покажува дека не сака црквата, ние сега православната црква, православната вера да биде религија. Не сега. И сега тоа ќе ви го и представам како тоа Христос уште тогаш што го покажува. Така што во сабота го исцелува расслабениот. Може малце порано да го исцели да не биде сабота во петок и со тоа би го сочувал законот, како што го толкувале фарисеите и евреите, ништо да не се работи во сабота. Меѓутоа Христос, нашиот Господ, единствен благ, човеколюбец, ни покажува дека саботата не е поголема од човекот. Саботата е создадена за човекот, а не човекот заради саботата. И покажува дека не само тоа, туку и поголем и од човекот и од саботата е самиот тој, самиот Бог, кој што го дал законот, кој што го извршува законот, меѓутоа и покажува дека во тоа време постоеле аномалии. Значи, замислите сега, во сабота не смеле да направат многу чекори. Имало одредено колку метри смеат да се движат, дури и тоа им било ограничено. Значи, до таму отишле со таквите бројања и со таквите пресметувања. Христос не сака црквата да биде место каде што ќе се пресметуваме. Ти ми направи ова, јас ќе ти го направам ова, ти ќе ми го дадеш ова, јас ќе ти го дадам ова. Тоа го покажа кога влезе со оној камшик и ги бутна и масите и сите оние што таму продава во храмот. И велеше во Евангелието, не сакам храмот да биде една разбойничко место каде што ќе се тргува. Тоа е дом за молитва. И значи Господ не сака да тргуваме со него. Не сака да имаме однос, ќе ти дадам ако ми дадеш. Ти дај ми, јас ќе го направам ова. Тоа не е прилично ни во едно семејство тоа да го очекуваме. Значи, јас како татко да ја речем на моите деца, доколку вие не го исполните тоа, нема да добиете ништо. Може и така да се прави, ама тука ниту има слобода, ниту има љубов, ниту има проштевање, ниту има напредок, нема совршенство, нема ништо. Остануваме на она ниво кое што е старозаветниот ниво. Значи, да бараме пресметување. Господ не сака да се пресметуваме, сака да се почитуваме и да се сакаме едни со други. И затоа денеска тој се покажува во храмот како единствен учител,
Кој ќе не научи, ако не научи нашиот Господ? Тој го дал законот, меѓутоа тој и го толкува законот. Го толкува пред евреите кои што толку забегале во тоа време и законот го сметале за Бог. Готова им се покажува и им вели дека погрешно го толкуваат законот. Дека саботата не е поголема од човекот. Дека се е создадено за нашето спасение. Се да употребуваме на добро. Но, пак велам, не да се претвори во религија, во некои закони, правни закони, затоа што тука ќе се изгубиме и нема ниту да бидеме срекни, ниту слободни. Туку да живееме и да дишеме со Духот Свети. Тоа е оно што е потребно на нас христијаните и затоа во православната црква, не велам за другите кои што се нарекуваат цркви, но во православната црква имаме епиклеза. Тоа така се нарекува молитвата која го молиме Светиот Дух да слезе на даровите, на нас, сите во храмот, и на даровите и да се осветат. Тоа да не биде само хлеб и вино, туку да стане тело и крв Христови. Така ние секојдневно треба да се трудиме не да го исполнуваме законот и сега ќе добиеме бенефици, туку треба да се остваруваме како слободни деца Божи, да се воспитуваме за да влеземе во Царството Божие. Не знаеме, немаме искуство како ќе биде, но знаеме дека таму ќе биде се совршено. Но овдека треба да го бараме, да го молиме Свети Дух да пребива со нас, да тој да не поучува. Како што Христос ги има поучувано телесно во храмот, евреите, така сега Духот Свети нас да не поучи што и како треба да живееме. Тоа е оно што е битно денес да го знаеме, дека Христос е единствен учител и дека тој и затоа црквата е најголема училница, каде што од грешни луѓе излегуваат светители, каде што и црквата е најголема болница, каде што од болни луѓе излегуваат здрави. Не само телесно, туку најбитно е душевното излегуваме здрави. Значи, замислите сега еден христијанин да нема радост, па нека го исполнува целиот закон и целото Евангелие напамет да го знае. Ако не е радосно бити, не се радува заради тоа што Господ дошол, тогаш сосема ја промашил целта и суштината на доаѓањето Христово. Тоа е да не ослободи од секоја тескова, дури од смрт, од ѓаволот, од распадливост, од се. Со таква една вера да живееме, да го слушаме нашиот Господ Исус Христос преку Евангелието, преку службите, преку епископите наши, преку свештениците, преку светите отци, да се почитуваме едни со други, но да живееме, да бараме Светиот Дух да не научи каква е таа слобода и каков е тоа живот кој што треба овдека да го живееме. Да сте живи и здрави, нека е на здраве и спасение светата причест и секој ден да ни биде како Великден. Христос воскресне!